Здраво, ова е 205-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Hand of God на Паоло Сорентино, во кој стана збор за Фабието, глумено од Филипо Скоти, кој што едно лето ќе созрее побрзо од неговите врсници, со оглед на тоа што ќе се соочи со доаѓањето на светската фудбалска звезда Диего Марадона да игра за Наполи во 80-тите години на минатиот век, па во истиот тој турбулентен период ќе мора да се носи со наглата смрт на неговите родители, согледувајќи дека пред него се трасира потенцијален пат за станување на режисер. Секако дека искусните режисери во нивната подоцнежна кариера истакнуваат порив дека сакаат да вперат еден носталгичен поглед на романтизираното минато, понекогаш од оправдана дистанца, понекогаш со бегло глорифицирање, но понекогаш во потрага по загубеното детство, во обид да се рекреира со помош на градивото на филмскиот јазик. Создавањето на емоционално разнообразни карактери во италијанската паланка во дадена инстанца може би е испробано и осмислено обележие за еден Фелиниев Амаркорд, меѓутоа Сорентино се држи повеќе до началата на неговите интимистички доживувања, реализирајќи ги низ конвенциите на coming of age жанрот, односно проблематиката на созревање на една млада личност, која што на почетокот на филмот се соочува со позитивните наличја на животот, за на крајот на филмот да ја вкуси неговата горчина на сопствениот јазик, во потрага по избалансиран начин да продолжи да го живее животот нагло откорнат од земјата. Трансферот се случува помеѓу комичните агенси во постепена градација кон трагичните. За да се пристапи со својата посебност на градење на светот околу превирањата на формативните години на режисерот во подготовка, авторот мора да смогне сили да продре во сопствената преживеана траума, да се присети како се пребродува бродоломот и да согледа дека постои крајбрежје, дека ќе му дојде крајот на невремето и ќе може да отплива во посветла иднина со помирни води. Индикацијата за блискоста на фамилијата евидентна е уште во првиот троплан на моторцикл, додека и таа во ноќта да ја помогнат на Патриција. Темпераментните италијански мажулиња и нивните избувливи карактери се присутни во делото, а творбата умее и да си поигра со сечи нереализирани копнежи и стремежи, приклештени во колизија со суровата реалност. Неминовно ја дојдеме до заклучокот дека ниту Фабито, ниту Сорентино не би израснале во каливарот на режисери кои се, доколку не поминале низ вртлогот на емоции на оваа рана возраст, за да станат личностите кои што представуваат, односно предложка на тегоба која е соодветно илустрирана со празниот дом, кој го напушта Фабито, односно додека цел Неапол слави за успесите на Марадона, Фабито тажи. Дури зачудувачки е што дополнително не ги нагласува ескападите на младото момче, со огледба за која не би размислувал два пати во минатото дали да ги прикаже баханалиите, по можност успорена снимка за да траат подолго, што е интригантен куриозитет во филмот. Покрај тоа што се реферираат непроценливи мигови од кариерата на Марадона, во обкружувањето на Фабито се забележуваат двајца италијански режисери, кои во периодот во кој се одвија действието ги подготвуваат своите филмови, дали во предпродукција или се навлезени во продукција делата на Капуано и Зафирели, кои му послужуваат на Фабието како локални репери за да го заинтригираат да го посвети својот живот на филмскиот занает, пресретнувајќи се најпрвен со процесот на карневалскиот кастинг. Во корпусот на филмови на Сорентино, без разлика што сум го гледал повеќе пати Сервио во носечките улоги, кај што ги докажал неговите актерски атрибути, секојаш ќе ме асоцира на Берлускони. Гудачките свити, компонирани од Леле Марчители, се минускулни и проретчени во делото, па сентиментот кој го изискуваат нема значителен придонес за збогатување на трагикомичната палета на емоции на делото, иако треба да индицираат меланхолично ламентирање во ова иманентно навраќање на спомените. Овој пат монтажерот Кристијано Travaglioli имал полни раце работа да создаде кохезивна целина, затоа што треба да сплетена низ од различни драматуршки нишки, да застрани понекогаш од протагонистот, кој во некои сцени е нем наблюдувач на околината, за до крајот на делото да се изфилтрира како негово сидро. Правилото за визуелна естетика во делата на Сорентино се докажува уште еднаш, со оглед на тоа што својата искусна камерманка Дарија Д'Антонио ја назначува да биде кинематограферка на делото, за да ја потврди девизата дека каде и да ја насочи камерата Сорентино во Италија ќе улови прекрасен кадар.
тешко е да не воодушеви со раскошната убавина Неапол и во овој филм. Без разлика дали се во прашање впечатливи интериери или екстериери, ќе го добиете мнението дека и вообичаен план-контраплан делува воодушевувачки во рацете на Дарија, па дури ниту еден случајно долетан гулаб во кадар не ја нарушува хармонијата на композицијата. Режисерот Сорентино важи за еден од поекстравагантните италијански творци, кој иако ја започна својата кариера со кратките филмови во 90-тите, во 2000-тите зема замав со неговите долгометражни филмови, започнувајќи со маките на популарноста на двајцата Антониовци во црната комедија One Man Up, потоа го сними The Consequences of Love, филмот во кој интровертниот лик на Тони Сервилјо се заљубува во шанкерка, а во оваа деценија ги сними и лихварскиот The Family Friend и првиот биографски филм за политичар глумен од Тони Сервилјо, кој си го најде своето место на Кан, односно Il Divo. Во 2010-тите ги сними This Must Be The Place со пензионираниот рокер глумен од Шон Пен, потоа трагаше по убавината на екстравагантниот живот поминат во The Great Beauty, за да замине на одмор со Харви Кейтел и Майкл Кейн во Youth. Помеѓу овие дела снимаше и неколку телевизиски филмови и кратки сегменти од играни документарни антологии, но на малиот екран го зацементира неговото име со ТВ сериите The Young Pope и The New Pope, по кои е препознаат. За прв пат во видеологија беше застапен со екранизацијата на декадентниот раскошен живот на премиерот Берлускони во Лоро. Неговата епизода од ковид серијалот Homemade беше најзабавна, а во најава е дека ќе го сними филмот за италијанската мајка во Њујорк, која што ќе стане доушник на FBI за мафијашките кружоци во Mob Girl. Иако тој важи за еден екстравагантен режисер, проминентен автор кој дури и се дрзнуваше да естетизира и пропагира европски треш сензибилитет, насреде контрапунктот на сакралното и профаното, во новиот филм најекстравагантниот чинител кој го експлоатира за право е згодното тело на Патриција, поставка која што го символизира сексуалното будење на протагонистот пред да биде индоктриниран во сексуалната сласт од возрастната соседка. Како што Куарон се присетува на своето детство во Рома или пак брана во Белфаст, така и Сорентино фрла поглед во неговите доживувања во Неапол. Меѓутоа, освен Марадона, кој е светски познат феномен, не знам колку се впечатливи сите останати реферирања и расплинувања на приказната со шареноликите ликови кои го обкружуваат неговиот протагонист или само непотребно меандрирање во боењето на текстурата на Неапол го засенува течението на главната наративна нишка и дискутабилно е колку придонесуваат во растењето на ликот во провиниенција на coming of age тропите. Сепак, непорекливо е дека творбата има и тело и душа. Несомнено дека овој италијански филм имаше премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што зема и златен лав и сребрен лав од жирито, со пропратни награди за режисерот и актерската екипа, а потоа играше во Telluride, Цирих, BFI, Бусан, Чикаго, Токио, Стокхолм, Тајпеј, пред да биде откупен од Netflix и да заврши на стриминг платформата на гигантот и стане достапен на 200 милиони гледачи широм светот, воедно и станувајќи италијански представник во категоријата за интернационален Оскар, успевајќи во овој миг да се најде на кратката листа на избрани филмови со претензии да се доближи и до номинација и барем да го намири се Оскарот. Евокативна филмска временска капсула со која Сорентино го повикува гледачот да му се придружи во реминисценциите на неговиот роден Неапол во период на славните фудбалски денови на Марадона, во постојана спрега на безгрижните летни денови и безнадежните животни апсурди. Иако е понекогаш наивен, филмот не се отклонува од тенденцијата да допре до неопходната вистина. Да би можел Сорентино да го пушти неговиот омилен Once Upon a Time in America речиси во едно непрекинато прикажување на малиот екран, во филмот би го направил тоа, иако комунистите никогаш не би купиле далеченски управувач. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Hand of God од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 205-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го делото, споделете го и следете о каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!